Во големи казани и во импровизирани услови се приготвува ифтарски оброк од традиционалното локално јадење за жителите на Газа. Со помош на донатори од Северна Македонија и диаспората, невладината организација Легис досега подели 3600 ифтари за овие луѓе, но нивниот пат до жителите на Газа воопшто не е лесен. Овој Рамазан Бајрам Газа го минува во војна. Да се организира и реализира една хуманитарна акција под вакви тешки услови не е лесно. Храната рефуз доаѓа од Турција до Египет, а од таму со камиони во Рафах, на југот на Газа. Потоа се готви во импровизирани кујни и се дистрибуира на засолнетите во училиштата на Обединетите нации. Персоналот кој ги готви и дистрибуира ифтарите од Газа. Комуникацијата со нив се отвива тежнато бидејќи немаат секогаш интернет. Условите во кои се реализираат ифтарите се максимално тешки и опасни, имајќи предвид дека изгладнувањето на населението во Газа е една од алатките на војната или на агресорот во војната. Со овој чин се трудиме да превенираме дополнителни жртви од глад. Но на што ги мотивира, велат од Легис, е бројката на солидарни граѓани нивните донации. Дополнително ќе поделат уште 4000 ифтари. Ова е порака до цивилите во Газа од граѓаните на Република Македонија и од диаспората, дека не се сами, дека сите мислиме на нив, дека се во нашите молитви, па ете и во нашите дела. Дека нашата кампања за Газа продолжува и понатаму, и после Рамазан, и после Бајрам. Се додека има потреба, нашата сметка ќе биде отворена и ние ќе бидеме активни за да можеме да направиме позитивни промени на терен. Војната во Газа досега однесе илјадници човечки жртви, меѓу кои голем број на деца, а земјата секој ден се соочува со хуманитарна и здравствена катастрофа. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.